Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денес објави јавен повик за млади земјоделци од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Корисници се млади луѓе кои што за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или преку воспоставување на ново земјоделско стопанство. Поддршката се доделува на млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години. Денес се објави јавен повик кој ќе трае до 5 мај. Јавен повик за поддршка на млади земјоделци. На оваа мерка 112 од програма за рурален развој, на оваа мерка се опфатени земјоделци кои имат од 18 до 40 години и имат максимум 18 месеци регистриран у регистар на земјоделски стопанства. Што значи и по години е млад земјоделец и по упис, по регистрација у регистар на земјоделско стопанство е млад. Значи, стриктно е за старт, за почеток на еден млад земјоделец да се бави со земјоделството. Грантот е 10.000 евра неповратни, значи 100% се е повратот на средствата. Сега има некоја рангирање таму, нели, за бодирање и да не ви кажам сега кои се како се рангирање, важно 50% од бодовите треба да ги има, зато се оди понатаму на разгледување. Тие 50% се постигнуваат обично. Пример, ако има набавка на земјоделска механизација, има 10 поени, 20 поени има, ако е регистриран преку ПИОМ, значи осигурен преку пензиско-инвалидскиот фонд, ако е осигурен по некој друг основ, значи земјоделството како дополнителна дејност е вработен негде и се бави со земјоделието. Значи, ова 10-20 поени, мислим 50 поени се собира. Па се има уште некои работи. Така да, или да има средно образование од земјоделство или сродни дејности. Мислам дека ќе има интерес, знам земјоделци кои се млади и доаѓаат тука, се регистрираа скоро, прилично последните месеци, да не речам, и конкретно за оваа работа, значи сака да работа, сака да се бават со земјоделието, да се интересират и за млад земјоделец, па и други програми, зашто имат право тие, ако се млади, и на ова мерка имат право, па имат право и на мерка 50-50, тоа е популарно речено. Така да, очекуваме интерес да има. Кога се аплицира, тоа оди по електронски пат, заедно со сета документација се доставува и понуда земена од некој добавувач, што сакаш да купуваш, да добавуваш. После тоа, ако се одобрува проектот, сам си купуваш тоа и попосле ќе се вратат парите. Сега, новото, што не било предходните јавни повици, е од тие средства, од вредноста на таа инвестиција, од 100%, 40% од средствата државата ги дава аванс. Значи, со самиот чин на подпишување на договор за набавка на тоа опрема, 40% средства ти ги пушта. После купување и, мислим, набавка на тоа што ви имаш на понуда, останатиот дел ти ги пушта попосле. Значи, тоа е помошта, пример, место 10.000 евра одедна да ги даваш, ти ги даваш од твоите средства 6.000 евра, 4.000 евра ти ги дава државата. Аплицирањето за оваа мерка се врши по електронски пат, односно сите заинтересирани ќе треба да креираат електронско барање за финансиска поддршка со податоци за инвестицијата и да ги прикачат сите потребни документи. Барањата за финансиска поддршка може да се поднесуваат најдоцна до 9 мај годинава.
Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 34 годишен жител на селото Градиште поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетно дете. Според полицијата, на 8 февруари годинава во атар на селото Кучкарево Кумановско, пријавениот под дејство на алкохол управувал трактор на кој го превезувал неговото 12 годишно дете, а кое останало подолг период на ниски температури и на тој начин го ризикувал неговото здравје, велат од полицијата. Сдруженијето на приватни лекари од Куманово ја поздравува владината одлука за зголемување на капитацискиот бод. Согласно одлуката, вредноста на капитациониот бод за општа медицина и гинекологија се зголемува од 75 на 100 денари, додека за стоматологија од 61 на 75 денари. Пред некој 10 дена управен одбор на фондот донесе одлука да се покачи бодот кај матични лекари, после некој 10 години што не е покачено, од 75 денари, се надевам дека околу 100 денари, така да буџетот на матични лекари се зголемува за некоја сума, зависи од ординација, од колку поени има пациент. Значи, тоа 100 денара на поен на еден бод на пациент. Така и начин да се покачи малку плата и кај матични лекари и кај сестрите, за да може да ги задржуваме тие на работа и да се посветат повеќе на цели, на програми од Министерството за здравство, што ќе ги додаден за некој ден така програми да направиме. И јас барам натаму како да иде тоа, како ќе порасте буџетот на фондот, ако има можност, пошто имаме еден фонд, немаме 2-3, тој фонд што не, ако има можност да го покачат, дали ќе го покачат за 50 денари или 10 денари, 15, важно да иде во тој тренд како се покачува платата во секундарно и терцијално и во примарно да се покачи. Од дневниот билтен на секторот за внатрешни работи Куманово ги издвојуваме настаните. Полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај при СВР Куманово вчера лишиле од слобода 31 годишен кумановец. Според полицијата, на улицата Теофан Економов во Куманово, тој со возилото кое што го управувал Сеат Леон удрил во мопед Хамачи и патничко возило Volkswagen Golf, а по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно му биле измерени 1,85 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово лишиле од слобода 31 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека подолг период следел и вознемирувал 27 годишна девојка од Куманово. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. 23 годишен кумановец пријавил во полицијата дека на плоштадот Нова Југославија во Куманово бил физички нападнат од едно лице. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. На вториот владин повик за инфраструктурно уредување, општина Куманово ќе аплицира со 11 проекти, соопштија денеска надлежните од секторот за комунални дејности. Општината ќе аплицира за изградба на градинка во населбата Зеленрид, за изградба на гасоводна мрежа во индустријската зона Карпош, како и на училиштето Толи Зордумис и гасификација на 5 улици во различни подрачја од Куманово: улица Горна Милановачка, Вараждинска, Никола Тесла, Драган Стопаревиќ и Тоде Думба. Општина Куманово ќе аплицира и за изградба на улицата 425 во населба Ајдучка Чешма, изградба на улиците 716, 719, 717, 725, 723, 722, реконструкција на улицата 715 во местото викано Гладно поле, изградба на улицата Авној со 4 крака, реконструкција на улицата Индустријска, реконструкција на делот улицата 600 кај Кумановска бања. Ке се аплицира и за реконструкција на спортска сала Куманово, фаза електрика и партерно уредување и за изведба на систем за ладење и грејење. Општината ќе побара средства и за реконструкција на мост на река Пчиња и реконструкција на делот домот за стари лица Зафир Сајто. На овој повик општина Куманово побарува 814 милиони денари.
На 7 и 8 април годинава на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа 24-та зимска школа по астрономија на која учествуваа и ученици од гимназијата Гоце Делчев. Учениците имаа можност да следат предавања, работилници и квизови од областа на астрономија. Гимназијалците беа презадоволни и најавија учество и наредната година. Исто така и катедрата за астрономија изрази интерес да го посети нашето училиште и да се одржат предавања за теми кои ќе бидат интересни за нашите средношколци, велат од училиштето. Гимназијалците биле предводени од професорите по физика Зоран Ивановски и Костадин Димитриевски. Општинската организација на Црвениот крст од Куманово заедно со Институтот за трансфузиона медицина неделава спроведе крводарителска акција која се одржа во просториите на општина Старо Нагоричане. Акцијата траеше од 8 до 15 часот, а својата хуманост на дело ја покажаа 21 крводарители од општина Старо Нагоричане. Земени се мостри за испитување од реката Кумановка во близина на местноста Проевце. Резултатите се очекуваат да пристигнат утре и да ја прикажат причината за евентуалното загадување на реката, соопштија денеска од секторот за инспекциски надзор од општината. Граѓаните на Куманово веќе извесен период алармираат дека во водата истекува непозната материја во црвеникава боја од див испуст. Единицата за економски криминал и корупција при СВР Скопје до Основното јавно обвинителство Скопје денеска поднесе кривични пријави против 43 лица кои со различни дејствија на компјутерски измами, фалсификување исправи и злоупотреба на лични податоци учествувале во повеќекратни измами на граѓани со брзи кредити. Незаконски прибавената имотна корист од сите вакви дејствија во вкупен обем надминува 3 милиони денари. Во рамките на вчерашните активности на полициските службеници од сите 8 сектори за внатрешни работи во врска со засилените сообраќајни контроли за почитување на сообраќајните правила и прописи на патиштата низ државава, биле издадени 1001 платни налози најмногу во текот на овој месец. Податоците говорат дека најбројни се прекршоците на непрописно паркирање 241, а потоа прекршоците по основ на движење со неприлагодена брзина од дозволената 279. Она што е впечатливо за вчерашниот ден е фактот дека се евидентирани и 178 прекршоци што ги направиле пешаците. Инаку вчера регистрирани се 84 учесници во сообраќајот кои што не поседувале возачка дозвола. Во 9 случаи откриени се алкохолизирани возачи, 6 возачи минале на црвено светло, а казнете и еден возач на електричен тротинет. Покрај ова, по основ на неносење сигурносен појас изречени се 39 прекршочни казни, плюс 1 прекршок заради неносење заштитен шлем, а по основ на недозволено говорење на мобилен телефон при возење изречени се 34 платни налози.